Министерот за локална самоуправа Златко Перински заедно со неговиот заменик Ерџан Селими денеска ја посетија скопската општина Ѓурче Петров како дел од теренските посети на општините, каде што срцето е дома. Одржаа работна средба со градоначалникот Александар Стојковски и членовите на општинскиот совет, на која разменија мислења за актуелните измени на Законот за локална самоуправа. Зборуваа за предизвиците со кои се соочува општината, незините тековни проекти, како и за подготвеноста за учество на вториот јавен повик за финансиска поддршка на инфраструктурни проекти кои ќе се финансираат од државниот буџет. Според министерот Перински, Ѓурче Петров е една од скопските општини која покрај урбаниот има значителен и рурален дел, што представува голем предизвик за одржување на баланс за еднакви можности за сите граѓани. Ме радуваат напорите на градоначалникот Стојковски и целиот труд кој го вложува и балансирано инвестира и во руралниот и во урбаниот дел, бидејќи само тоа е формулата по која што може успешно да се развива една локална самоуправа. Министерството во рамки на своите можности и ингеренции натаму ќе продолжи да биде поддршка и партнер на општината. Тука е и поддршката од владата со што заедно ќе продолжиме да се движиме кон поразвиена и поуспешна иднина за сите, истакна Перински. Утре во рамки на каде што срцето е дома, во општина Ѓурче Петров, министерот Перински ќе одржи средба со сите граѓани, представници на невладини организации, спортски и културни работници, кои сакаат да дадат свои предлози и сугестии во насока на поголем напредок на општината. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека општина Центар и годинава објавува јавен повик за доделување на локации за поставување подвижни објекти, подвижни апарати и други подвижни направи на 14 локации во централната градска зона. Право на учество имаат сите правни и физички лица со регистрирана дејност и сите лица што вршат занаидчиска дејност, а подвижните објекти може да се користат за угостителски услуги, продажба на јадења, напитоци, сладолед и слично. Јавниот повик е одлична можност за сите заинтересирани лица да основаат или да го прошират својот бизнис во срцето на градот. Со обезбедување на локации во центар не само што го поддржуваме развојот на малите бизниси, туку и создаваме простор за иновации и креативност во угостителскиот сектор. Преку нашиот повик се залагаме за подобрување на урбаната средина, создавајќи современи, еколошки прифатливи решенија што ќе ја збогатат понудата за граѓаните и туристите. Ги повикувам оние кои што сакаат да аплицираат да не контактираат, истакна првиот човек на општина Центар. Барателите на локација треба да достават соодветна документација, вклучително и барање за издавање на одобрение, доказ за регистрирана дејност, потврда за исполнување на минимално технички услови, скица со димензии и фотографија од подвижниот објект, како и уплатница од 1000 денари. Локациите ќе се даваат за користење на период од 12 месеци, а подвижните објекти треба да исполнуваат минимални еколошки стандарди и да не го нарушуваат амбиентот. Повикот ќе трае цела година, се додека има слободни локации, информираат од општината. Сите заинтересирани може да аплицираат според принципот прв дојден, прв услужен. Патот на шишето е едукативен проект во чии рамки стотина ученици со своите наставници од основните училишта Гоце Делчев, Ѓорѓија Пулевски и Блаже Куневски од општината Аеродром има можност да посетат центри за рециклирање и одблизу да се запознаат со самиот процес на преработка на материјалите. Учениците при посетата на Екоцентар 97 и Гринтех МК добија јасна слика за процесот на рециклирање и неговото значење за зачувување на здравата и чиста животна средина, информираа надлежните. Патот на шишето се реализира од страна на Сдруженијето ИЕП со поддршка на општина Аеродром во рамки на проектот Clean Airdrom. Нула цврст отпад во општина Аеродром има за цел да ја подигне свеста кај учениците за значењето на екологијата. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски информира дека во тек е акцијата за собирање кабаст отпад на територија на општината. На 3 локации, на улиците Загребска, Костурски, Херои и Пролет, поставени се контейнери за одлагање кабаст отпад.
Со оваа акција продолжуваме да се грижиме за чистотата на нашата општина и охрабруваме граѓаните да учествуваат во одржувањето на урбаниот ред. Со поставување на контейнери за кабаст отпад и можноста за пријавување на диви депонии, овозможуваме чиста и здрава животна средина за сите центарци. Апелирам до сите да ја искористиме оваа можност и да помогнеме во заедничкото чување на центар, истакна првиот човек на општина Центар. Полицијата повторно пронашла дрога во затворот Идризово во Скопје. Имено вчера околу 10 часот и 35 минути во СВР Скопје од казнено-поправната установа затвор Идризово било пријавено дека при извршен претрас во затворениот дел од установата биле пронајдени и одземени марихуана и таблети, известија од полицијата. Од МВР велат дека превземаат мерки за расчистување на овој случај. Уште една од редицата сообраќајни несреќи во главниот град. Имено вчера младо момче на 17 годишна возраст било прегазено на булеварот Гоце Делчев во Скопје, при што се здобило со тешки телесни повреди. Вчера во 15 часот и 10 минути во СВР Скопје било пријавено дека на булеварот Гоце Делчев патничко возило Volkswagen Golf со скопски регистарски ознаки, управувано од страна на 61 годишниот РР од Скопје, удрило во 17 годишен пешак од селото Страчинци и Скопско. Стои во соопштенијето од Министерството за внатрешни работи. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ке ја сам